Добре дојдовте, почитувани, еден специјален подкаст за специјална прилика, конкретно за младинско еко лето, организирано од регионалниот зелен центар Охрид. Две прашања. Повелете. Што мислиш за состојбата во која се наоѓа моментално ваквите градски плажи во Охрид и тоа што ти кажеш за совеста на граѓаните и на младите и на старите, културата во која... Па од овој момент се менува, а иначе до вчера не изгледа нешто најдобро, али со вакви акции дефинитивно се сменува, значи во неколку часа работа, колективно влијајме веднаш и на сите околу нас. А до пред овие акции не изгледа добро, не изгледа најдобро. Значи мораме ова да го повторуваме. Да. Ќе предложиме една идеја, може да се внеси нешто во образование, уште од млади малите да почнат да рециклираат и да се свесни за тоа што е ѓубре и колку е тоа штетно и за нив и за нивната иднина. Да, мислиш пример као конкретно како предмет во од екологија како предмет задолжителен да влезете од основно образование? Имаме некој предмет и мислам дека беше животна средина и некој плюс животни вештини што ги имаат младите, мислам дека таму треба да се вклучат некои такви работи од страна на екологија. Да. Ево конкретно, ко пример град што е Охрид, што на лето реално туристи идат и е двојно, тројно од капацитетот што градов го има. Екополиција, екопатрола, комунални инспектори, потребно е, мислам, неопходно е, пошто реално не знам што сега како не е тоа преземено, затоа што ти ќе поиш така чистиш ѓубре, се водон терке му речеш на некој пијан, ќе ти рече бегај мафни се. Ама ко полиција службено лице, кој мислам дали мислиш дека во иднина не би можело. Мора. Мислам дека мора тоа да се направи. Таа е идејата да се направи тој, мислам дека ќе е перфектно за ова парче. Место што го имаме ние. Да. Многу потребно. Добро, супер. Да, нагуби да може да вози. Ние со него не возиме трансконтинентални тури. Да. Интернационален транспорт и така натака. Не. Ние си возиме да бидете исправен од тука до тука, да може да помине некои 20-30-50 километри, да нема дефекти и така натака, и го најдовме, значи за средства достојни за него за старо возило. Меѓутоа, тој донесе уште 20 други идеи, кои што полека ги реализира. Сам некој клучно прашање е вредносниот систем. Вредносниот систем на индивидуално и на колективно ниво. Како се гради? Тој се гради тоа што претходно спомнавме, образовниот систем. Сад дали треба да се менат научно наставни некои програми, курикулуми, што и да е, значи треба да се доближи, да сватат тие млади нормално индивиди дека чувство на припадност кон градов, не конкретно кон градов, и луѓе од Виница и од Баландови, од каде треба да се грижат за нивна Прво таму се почва секој дворец. Ако не го прават, ако не фрлат по Виница, нема да фрлат ни овде ѓубре. Така, баш бевме лани сведоци кога беа затворени границите и тука имавме наплив на домашни туристи. Ќе ви кажеме на работа што ни се случи нас подрано. Имаше една локација, но кренавме еден добро товарен камион со телевизори. Не знам што. Не помина 2 месеци. 20 телевизори после имаше. Не помина повеќе времето, сега ведно последни реакции тоа беше. А 20 телевизори од тие старите со катодна цевка да ни биде неверојатно, некој сервис, некој, не знам, си го ишчистил. И сите ги свалил таму. Луѓе имаат таргетирано одредени локации кои депони, да наречам. Баш да се надоврзам на овој муавет, една од еколошките акции се одвиваше во нас во Дарјан, покрај мрежето. Значи, не очекував толку отпад да се најде. Стари телевизори, душици, се тоа се среди, да речеме. Отпадот беше кренат со екопап на крајот од денот. Ако верувате, акцијата се одвиваше са вајлето во 12. Рокот 2 сати беше завршена. Околу 6 сатот се собравме со представници од Екофаб да совериме. Луѓе по плажата забележав пак телевизија. Значи, се работи во рокот еден ден, на неколку сати, а не пак неколку месеци. Значи, тоа значи дека луѓе си ги таргетирале локациите кои некој ќе го исчисти тоа, ние ќе ги оставиме. Некако тој менталитет треба да се искорени
И во право се слагаме сите дека не треба да се окривуваат само институциите, туку наместо да плукаме, ние да покренеме. Мора да покажеш некако, мора да покажеш. Некоја иницијатива.